Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Како што таткото ме засака мене, така и јас ве засака вас. Останете во мојата љубов. Ќе останете во мојата љубов ако ги запазите моите заповеди, како што јас ги запазив заповедите на мојот татко и останувам во неговата љубов. Јован, 15 глава, 9 и 10 стих. И покрај фактот што и самиот живеел во несреќен брак, англискиот автор Чарлс Дикенс ја сваќал важноста на комуникацијата. Тој напишал: "Никогаш не затвореј ги устните спрема оној кому си му го отворил срцето." Дикенс сватил дека комуникацијата е клучот за вистинската љубов, но дали е тоа единствена причина да се научат комуникацијските вештини? Секако дека не. Основните вербални комуникацијски вештини се апсолутно неопходни ако сакате да успеете во вашата кариера или бизнис. Ниту една индивидуа не може вистински да се искачи на врвот доколку не може да се изрази себе си, оставајќи им на другите до знаење што мисли и чувствува. Фактите се важни, но изразувањето од чувства е од витално значење ако сакате вашите идеи да ги разгорат умовите на другите луѓе. Затоа, корпорациите трошат големи суми на пари годишно во обучување на лидерите да комуницираат. Втората причина зошто треба да знаете како да комуницирате вербално е за да ја споделувате вашата вера. Исус никогаш не им рекол на своите ученици да градат цркви. Иако христијаните имаат воспоставено повеќе болници и училишта отколку целиот свет заедно, Исус никогаш не ја вклучил оваа специфична мисија во неговиот предизвик за оние што го следеле. Но тој рече: "Одете, правете ученици." Тој рече: "Ќе ми бидете сведоци." Дела, 1 глава, 8 стих. Сведок е оној кој вели: "Ова е она што го видов", а потоа бара вербално изразување. Понекогаш сум зачуден за тоа како некои поединци можат да се изразат себе си речиси за се, освен за нивната вера. И кога станува збор за вербализација на нивната вера, тие добиваат ларингитис на 24 јазици. Размислете за тоа. Третата причина зошто треба да знаете како да комуницирате е себична, но фундаментална. Ако сакате вашите потреби во бракот да бидат исполнети, не можете да очекувате вашиот партнер да го чита вашиот ум. Мора да научите да се изразувате себе си. Премногу често луѓето паѓаат во стапицата на размислување. Ако навистина ме сакаше, ќе знаеше што ми треба. Тоа едноставно не функционира. Дали некога сте виделе порака или слоган на маичката која гласи: "Да ме познаваш е да ме сакаш"? Факт е дека тоа не е вистина. Има моменти кога ќе запознаете некого кој дури не ви се ни допаѓа, а не камоли да ја сакате таа личност. Но со сигурност можам да ви кажам една работа. Вие никогаш нема навистина да сакате некого, освен ако немате можност да ја запознаете личноста, и никогаш нема да ја запознаете личноста, освен ако не можете да комуницирате со неа. Затоа комуникацијата доаѓа пред љубовта и како што јагленот го одржува огнот во живот, комуникацијата ја одржува во живот љубовта во бракот. Како да комуницираме? Дали само да го зборуваме сето она што ни доаѓа на ум? Ефективната комуникација е взаемно изразување на идеи, мисли, информации и чувства. Клучниот збор е взаемно. Тоа значи дека го иницирате процесот и другата личност одговара. Тоа е нешто како тенис. Лицето кое го започнува процесот има одговорност да ја стави топката, фигуративно кажано, во игралиштето на противникот. Во тенисот лицето кое сервира може да ја разбие топката со силен замав при што топката заталкува далеку, но лицето од другата страна на мрежата не е обврзано да се обиде да ја врати топката. Само оние топки кои се сервираат во рамките на границите на тениското игралиште добиваат внимание. Исто така, начинот на кој го иницирате целиот процес на комуникација има голема врска со неговиот успех или неуспех. Некои бракови успеваат без многу комуникација, но колку многу поздрави и повозбудливи би биле тие врски кога луѓето би научиле да го изразуваат она што го мислат и чувствуваат. Комуникацијата не е прашање на живот и смрт, таа може да биде уште поважна од тоа. Тоа е факт. Што току го слушнавте доктор Харолд Сала во овој коментар за животот.